Znači, втора афирмация кажевме величение. Величението на Аллах субхану ва таала и то се дели на три врста: со збор, со дела и со срце. Што значи со збор? Не треба да претрвиш на некого со пофалби што ги заслужи тие пофалби само Аллах субхану ва таала, како на некого да му велиш Господ. Зато посланикот салаллаху алейхи ве селем што рече: немојте да ме фалите мене многу, да ми донесите пофалби, како христијаните што го пофалят на Иса ибн Маријем алейхи селам. Што веле тие за Иса алейхи селам? Велет син од Аллах субханаху ва таала. Ние не велиме за посланикот салаллаху алейхи ве селем, освен тоа што Аллах субхану ва таала има речено за него. Дека е, што е? Велит посланикот салаллаху алейхи ве селем: иннама ана абдун ва расулуху. Јас сум роб од Аллах субхану ва таала, роб на Аллах субхану ва таала и сум пратеник негов. Не треба да претеруваме со збор некого да го фалиме Господ фулан, или да го со некои пофалби големи што му ги заслужи тие пофалби само Аллах субханаху ва таала. Да му речеш на некого: ти си милостивиот. Ти си милостивиот. Ти си семочен. Например, вакви имиња на некого да му даваш некои пофалби големи што ги заслужи само Аллах субхану ва таала, не треба, затоа што ако ги правиш овие, човекот може да оди во ширк и во куфар, да излегви од вера, а тој не знае кутриот што вели. Затоа е битно да се учи таухидот. Затоа се учи таухидот, за да не паднеш во вакви големи грешки што може да ти ја бришат верата, а ти уствари не знаеш дека верата ти е бришана. И после сакаш да се оправдаш кај Аллах субхану ва таала судниот ден. Не знаев. Сега во овие дена немат не знаев. Во овие дена немат не знаев. Затоа што интернетот фул е со дерсови. Куранот на секоја страна објасната, коментирана, хадисите од посланикот салаллаху алейхи ве селем нон стоп се проширет низ социјалните мрежи. Верата е веќе на секоја страна. Освен интересот твој што ти не сакаш да учиш. Да е за некој бизнис, да е за некој нешто дуњалучки работи, ќе се интересираш, да стигнеш до некоја жена добра, ќе прашаш цела околија. Така? За да отвориш некој бизнис што има профит, голем профит, ќе се интересираш како да стигнеш до тој бизнис, како нема да спиеш дење и ноќе. Кога ќе дојде после за таухидот, за верата, не знам. Не знаеш затоа што не си интересиран, немаш интерес за твојата вера, немаш интерес за Аллах субханаху ва таала, немаш интерес за да ја учиш верата и после можеш да паднеш во големи гревови или пак во некој куфар и ширк. Значи, кажавме првата, величение со говор, после величение со дела, да. Значи, со дела, да му правиш на некого, да му се понижиш или руку да можеш или на сежда на некого, тоа е забрането, строго забрането, освен на Аллах субхану ва таала, на никого не треба да му се понижиш. Како за респект на некого, понижвање, тоа е забрането во ислам. Забрането да можеш на некого на сежда, како што му прави порано на владарите, што му прави порано сежда му прави. Се понижве пред ними. И ова е забрането затоа што еднош ова се деси со Муад ибн Џебел радијаллаху таала анхума. Дојде тој од Шам и му направи на посланикот салаллаху алейхи ве селем сежда. Отиде на сежда. И посланикот салаллаху алейхи ве селем кога го виде така му рече: што е ова, Муад, што правиш? Зашто одиш на сежда? Зашто ми правиш сежде? До сега не правеше такво нешто. Рече: ги видов таму во Шам, тие му прави на своите владари, на оние, му прави сежда. И јас реков: овие не заслужува да му правиш сежда, затоа што се неверници и неправедни. Ти си посланик салаллаху алейхи ве селем,
najodbraniji od čovjeka, od Allah subhanahu wa ta'ala, ti zaslužiš poveće da ti pravim jas sežda, nije da ti pravime sežda. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu zabrani i mu reče, što mu reče? Ako mu narediv na nekogo da mu pravi sežda, kad mu narediv na ženata da mu pravi na mažot sežda. Ама кај нас нема то. То е забрането. Строго забрането е да му се покориш на некого, да му паднеш на сежда на некое створење, освен на Аллах субханаху ва таала. И ова исто е десено со еден друг од асхабите, кога отиде во Хира. Ова е Хира, еден град во Ирак. Во Ирак близу до Куфа. И тој отиде таму и виде дека тие му праве сежда на некој јак војник што беше. Јаки војници и овие послабите му праве сежда на појаките верници, појаките војници. И кога се врати кај посланикот салаллаху алейхи ва салем, отиде пак на сежда да му прави на посланикот салаллаху алейхи ва салем. Тогаш посланикот салаллаху алейхи ва салем му забрани и му рече, о Кајс ибн Саъд, така му беше името, му рече: Араейте лау марарте би кабри, а кунте тесджуду леху. Кажи ми, ако поминиш покрај мојот гроб, дали ќе ми правиш сежда? Кој ќе ми каже сега зашто посланикот салаллаху алейхи ва салем му рече, кога ќе поминиш покрај гробот мој, дали ќе ми правиш сежда? Зашто тој жив беше уште, тој му се понижи на посланикот салаллаху алейхи ва салем, сежда му падна додека беше жив. Зашто посланикот му го спомна смртта, после смртта, каброт, гробот. Треба да размислуваш. Сега тој така е, треба да размислуваш во хадисите. Зашто тој сега му прави сежда додека е жив. Така? Посланикот му спомни, ако поминиш покрај мојот гроб. Објасни дека тој мој да умира. Дека тој мој да умира. Тоа е нормално, секако дека посланикот салаллаху алейхи ва салем ќе умира, тоа се знае. Зашто Аллах му рече во Куран: "Ва ма џаална ли башари мин qablika al-khuld." Никој од луѓево пред тебе не ги му е правено да се за секогаш во овој дуњалок. А зашто? Го спомна. Да ја направи турбе како што има направено. Турбини на гробове се мова. Тамам близу си. Зашто повеќето што му прават сежда се кај гробовите на добрите луѓе, евлија. Тоа и порано ги обожавае кој? Оние што ги рачунува како добри луѓе, свештеници, оние нивни, што ги обожаваат христијаните или пак јаудиите, и тие оде кај ними да бараат во нивните гробови, се моле, праe сежда. И затоа посланикот салаллаху алейхи ва салем спомена на Кајс ибн Саъд: ако поминиш некогаш покрај мојот гроб, дали ќе ми правиш сежде? Тој што му рече? Кале култу ла, никогаш нема да правам сежде. Тогаш посланикот салаллаху алейхи ва салем рече: фала тафалу, немојте да го направите тоа нешто, да ми правите сежда кога помините покрај гробот мој. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. Тогаш посланикот салаллаху алейхи ва салем му рече, исто како претходниот хадис што му рече на Муад ибн Џебел, ако на некого ќе му наредев да му правит на некого сежда, ќе му наредев на жените да му прават на своите мажи, затоа што тие имаат голем хак према ними. Голем хак имаат мажите према своите жени. Жените мора да ги послушат мажите, затоа вели посланикот салаллаху алейхи ва салем: ако некој од нив ги бара ними, ако има потреба за ними, додека таа е качена над камила да е качена, вели треба да слезит и да му исполнит правилата на што имат својот маж.
Zato ima të rečeno vë drug hadis, wala u kana ala qatabin. Qatabin ovdje koji ima tumačeno učenjaci na nekoliko zborovi. Nekoj veret, iako je pred roždanje, znači treba da ojt ako ja barat mažot neize. Treba da mu odgovorit. Zato što imat golem hak. Mažot za ženata. Jasno? Ne treba da mu pravi na nekoga sežda, osven na Allah subhanahu wa ta'ala. Ne treba da mu se ponižime na nikogo, osven na Allah subhanahu wa ta'ala. Ovo je veličenje so dela. Znači ruku i sežda i poniženje na glava, samo na Allah subhanahu wa ta'ala, na nikogo drug. Zato što poniženje na nekogo drug je ibadet, je obožavanje. Jasno? Tretото, znači veličenje so srce. Ako nekoj veruvat, ke pomeni, na primjer, pokraj nekoj evlija, nekoj grob, nekoj nešto, i misli deka toj moj da mu donesi nekoja dobrina, nekoja korist, ili pak da mu ostranit nekoja šteta, se plašit od nego. Znači ako ne treba da go pravi to, zato što ako go pravi to, čovjekot padne vo širk. Znači na kogo treba da mu pravi veličenje so srce? Samo na Allah subhanahu wa ta'ala. So dela? Samo na Allah subhanahu wa ta'ala. So govor? So jazik? Samo na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala je ono što ne ima stvoreno, ono je što moj da ni donesi nekoja korist i ono je što moj da ni ostranit nekoja šteta. Kako što velješe poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, ako celiot narod, celiot umet se soberit na jedno mesto, za da ti doneset nekoja korist, ne može da ti doneset nitu nešto od dobrite ili od dobrinata. I ako se sobere celiot narod, od istok do zapad, svi da se sobere na jedno mesto, tebe da ti doneset nekoja šteta, nemoj da ti doneset osven to što Allah subhanahu wa ta'ala ima zapišano za tebe. Rufi'atil aqlamu wa jaffati suhuf. Kalemite krenati se i lisjata se sušeni. Sve je napišano što će biti za tebe, ili od dobrinata, ili pak od lošo to. Samo čovjeko treba da biti iskren so Allah subhanahu wa ta'ala i ovaj hadis treba često go imam spomnato. Treba da влезет ovde, ne samo ovde i ovde. Zašto ovde i ovde mnogo го slušamo ovaj hadis. Така, дали има влезено искрено ovde? Ovde je prašalnik. Ovde je prašalnik. Posebno ako je kога nešto te plaši, kога je некоја ситуација тешка. Тогаш кај се наслониш? Од кого мислиш? Од пријателите? Одма телефонот ќе му се јава, јас имам еден близок, или кај Allah subhanahu wa ta'ala? Кога си во опасна ситуација? Треба кај Allah subhanahu wa ta'ala, кај него. Не да се наслониш кон луѓето. Тој ќе ме спаси, тој ќе ми донеси некоја корист, тој ќе ти донеси корист со дозволата на Allah subhanahu wa ta'ala. Ако има дозволено Allah да ти донеси тој некоја корист, ке мојт. А ако не му дозволат Allah, нема напишано тебе да ти дојде, да те спаси тој, нема шанси да те спаси ни тој. И ако сакат некој да ти прави некоја штета тебе, да те убијат ако сака, а некој да сака да те убијат, немој да те убијат. Ако Allah subhanahu wa ta'ala нема напишано за тебе. Сите да се соберат на едно место да те убијат тебе, нема шанси. Ако Allah има пишано ти да имаш долг живот, нема шанси да те убијат. Нема шанси, затоа што Allah subhanahu wa ta'ala е оној што ти има створено тебе и него. На посланикот салlallahu алейхи сака да го убие. И повеќе од 30 пати, на посланикот салlallahu алейхи сака да му прави атентат мушриците, да го убијат. Дали успее да го убијат? Не успее. Со сите војни на посланикот салlallahu алейхи веселем, сите војни на посланикот салlallahu алейхи веселем, знаеш колку од асхабите се убиени? Кој ќе ми каже?
116. 116 само. На сите војни. Посланикот саллаллаху алейхи ве селем само 116 на посланикот зборим. Не после асхабите, во времето негово. Само 116. А тие бе во првите сафои. Со посланикот саллаллаху алейхи ве селем. Во првите сафои. Зато вели Абу Бакр радијаллаху таала анхума, вели утлубул маута тухаб лакумул хајату. Барајте смртта, ќе ви се дава животот. Знаеш колку интересантно, асхабите вака ја сватеа верата. Што повеќе ја бараш животот, повеќе одиш кон смртта. Да знаеш, што повеќе бараш животот, повеќе одиш кон смртта. Што повеќе ја бараш смртта, Аллах субхану ва таала ти го задолжи животот. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. O vernici. Ha? Što velite Allah subhanahu wa ta'ala? Ako vi barat Allah subhanahu wa ta'ala i poslanikot sallallahu alaihi sallam za nešto, ako vi barat, ojte ka njimi. Ojte ka njimi. Ove go tumačet Ibn Abbas i Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhuma što velit? Utlubul mauta tuhab lakumul hayatu. Barajte ja smrta, ke vi se davat životot. Barajte ja smrta, ke vi se davat životot. Zamisli, 116 на сите војни на посланикот саллаллаху алейхи ве селем. А сите бараја да се шеиди. Сите бараја асхабите да се шеиди. И Аллах субхану ва таала му го задолжеше животот. Халид ибн Валид немат место на негово тело што немаше негде удрено, например, со саблија, негде удрено со стрела. Немаше место него кај неговото тело. И после на крај пак умре на каде? В кревет умре. И што рече? Фала намат ајунул џубана, никогаш да не спиет очите на плашливеците. Оние што се плашат. Ана, и после вели, јас цел живот мој за Аллах субхану таала имам војуван. И пак на крај умирам како умрет некоја камила во кревет. Што значи тоа? Ова значи дека што Аллах субхану таала има напишано за тебе, то ќе биде. Немој да мислиш дека некој ако сака да ти донесе некоја штета, ќе стигне да ти направи тебе некоја штета. Или пак немој да мислиш дека некој ако сака да ти донесе некоја корист, мој да ти донесе некоја корист. Не. Освен тоа што има е запишано за тебе. Друго ништо не можеш да стигнеш во овој дуњалок. Посебно нека пазат оние што својата вера ја имаат продаено. Ја има продаено својата вера. Се криет во исламот. Се криет во исламот, а мислат да ги наштетат на муслиманите. Мислат да ги наштетат на добрите луѓе. Мислат дека ќе може да стигнат со тоа нешто. Не може да стигнат. Ќе стигне само џехеннемот за секогаш. Ако умираш така, ќе стигнеш џехеннем. За секогаш. Немат Аллах субхану таала никогаш да ти опростит. Никогаш нема да ти опростит. Оне што имат некоја намера лоша, нека ја исчистит, нека прави покајање пред да му дојде крајот. Зашто кога му дојде крајот, ќе вели тоа Аллах вратете ме назад. Да му дојде сам корист на муслиманите. Да му донесам корист на суннетот на пратеникот саллаллаху алейхи ве селем. Келла, Аллах вели никогаш нема назад. Иннаха келиматун хуа qa'iluha. Тоа е еден збор, само тој што го зборвит. Го вели сега. Ако го вратеше Аллах субхану ва таала, знајте што ќе види, ќе велеше насам бев. Насам бев, не бев во вистинско. Во ахирет.